Стрекна нова 2017 година ви посакува многу среќа, здравје и љубов на сите спортисти и спортски клубови, уште поголеми успеси и резултати во новата година. Добродојдовте во првото издание на емисијата Спорт Плюс за оваа 2017 година. Денешното прво издание, како што кажав, за оваа година го посветуваме на сите успеси и резултати постигнати од нашите најдобри спортисти и спортски клубови, нормално кои што ги постигнале во 2016 година. Годината која измина на спортски план за некого беше успешна, за некого разочарувачка, но на крајот сепак се паметат само победниците. Во продолжение во Спорт Плюс ги издвоивме топ 16 спортски резултати и успеси на најдобрите спортисти од Штип и Источниот регион. Топ 16 за 2016 почнуваме по краткиот джингл. Уште една успешна година за Емил Павлов, носителот на бронзен медал од првите европски олимписки игри во Баку, освои златен медал на Балканското првенство во карате во Турција и бронзен медал на Европското првенство во Франција. Уште една успешна година за Емил Павлов, носителот на бронзен медал од првите европски олимписки игри во Баку, 2016 година ќе памети по Балканското првенство во карате во Истанбул, Турција, кое се одржа во февруари 2016, а неговата колекција блесна со уште еден златен медал. Емил Павлов исто така се закити со бронзен медал на Европското првенство, што се одржа во Монпеле, Франција, во мај 2016, кој беше единствениот каратист од македонската репрезентација кој се врати со бронзен медал. Голем успех за Павлов беше и номинацијата за најдобар спортист на Македонија, кој влезе во конкуренција со Кирил Лазаров и Томи Стефановски. Меѓу најдобрите во 2016 година е и пинг-понгарот Петар Костовски, кој ја одбрани титулата младински шампион на Македонија во пинг-понг. Во Штип во спортскиот центар Јордан Мјалков се одржа 24-тото државно младинско првенство во пинг-понг во 2016. На ова првенство се надпреваруваа 15 екипи во машка и 10 екипи во женска конкуренција, односно 70 надпреварувачи. Костовски Петар ја одбрани титулата младински шампион на Македонија, освојувајќи го првото место во поединечна конкуренција. Успешна 2016 година има и пинг-понгарските екипи од Штип. Екипата на Угада во јуни стана шампион на Македонија во рамките од Суперлигата, додека шампиони ФА исто така од Штип завршија на втората позиција. Успешна 2016 година има и пинг-понгарските екипи од Штип. Екипата на Угада Студент во јуни стана шампион на Македонија во рамките од Суперлигата. Оваа значајна титула за младите пинг-понгари беше остварена со 17 победи и со само еден единствен пораз. Второто место го освои екипата на шампиони ФА, исто така од Штип. Во новата 2016-2017 година, пинг-понгарите на Угада во есенскиот дел завршија повторно на првата позиција.
20-та јубилејна генерацијска средба на ракометниот клуб Текстилец од Штип 2016 година ќе ја паметат и членовите на ракометниот клуб Текстилец од Штип, кои ја прославија токму 20-та јубилејна средба. 2016 година ќе ја паметат членовите на ракометниот клуб Текстилец од Штип, кои ја прославија 20-та јубилејна генерацијска средба, на која ја присуствуваа сите членови, кои дале свој допринос за издигнување на Текстилец од генерациите од 1951 година па се до денес. Во голем број ракометари на Текстилец од сите генерации се собраа и одиграа повеќе надпревари. Дека Текстилец е расадник на многу таленти, доказ за тоа е што многу членови се дел од најдобрите македонски и европски клубови. Во 2016 година заживеа и пливањето во Штип благодарение на двајцата инструктори Методи Петров и Мирко Јакимовски. Во 2016 година заживеа и пливањето во Штип благодарение на двајцата инструктори Методи Петров и Мирко Јакимовски, кои оваа година го формираа пливачкиот клуб Челични. Младите пливачи ги докажаа нивните успеси и квалитети на најголемите пливачки маратони во Македонија, на Охридскиот, Преспанскиот, Велешкиот и Дојранскиот маратон. Учествуваа на повеќе меѓународни турнири во Србија и Бугарија, а 2016 година ќе ја паметат по освојувањето на голем број медали. А 2016 година му донесе многу среќа и на Кристијан Воденски, кој се надпреварува во Германија, а по потекло е од Берово, да ги проследиме и неговите успеси за 2016. 2016 година успешна и за Кристијан Воденски. Тој стана германски шампион во боречката вештина граплинг, и тоа во категорија деца до 30 килограми. Кико ја освои европската титула во Нага, стана шампион во бразилско џиу-џитсу, кикбокс, борење во категорија за деца до 10 години. Доби плакета од општина Берово за врвни спортски достигнувања и одлично представување на Берово и Македонија на меѓународна сцена. Кристијан Воденски стана првак со својата екипа во детска лига за регион Есен. Успешна спортска година и за Бошко Стаменковски, кој постави нов светски рекорд. Бошко Стаменковски од македонска каменица постави нов светски рекорд, а 2016 година ќе ја памети по 3 настани. На 25 март Балканското првенство во Сараево во пауерлифтинг и бенч прес го освои првото место во категорија минус 75 килограми со 2 балкански рекорда. На 11 јуни во Финска на Европското првенство во пауерлифтинг и бенч прес го освои првото место во категорија 75 килограми. На 21 септември на светско првенство во пауерлифтинг и бенч прес
го освои првото место во категорија минус 67 килограми со поставување на нов светски рекорд и последниот настап на 3 декември во Бела Паланка во Србија за квалификациите за 2017 година за Европското првенство го освои првото место во категорија 75 килограми. Во 2016 година блесне градскиот стадион во Штип, каде што по пауза од 2 години фудбалските фанови конечно си навиваат на домашен терен. 2016 година блесне градскиот стадион во Штип, каде што по пауза од 2 години фудбалските фанови конечно си навиваа на домашен терен. Фудбалскиот клуб Брегалница се врати дома на комплетно нов терен со највисоки стандарди. Во иднина, градскиот стадион во Штип ќе заличи на модерен европски стадион со поставување на новите рефлектори. Штипјани ќе уживаат и во вечерни надпревари. Во новата година очекуваме и нови трибини. – 2016 година успешна и за одбојкарите од Проби Штип кои се надпреваруваат во првата државна лига во одбојка во Македонија. 2016 година успешна и за одбојкарите од Проби Штип кои се надпреваруваат во првата државна лига во одбојка во Македонија. Одбојкарите во есенската сезона заблескаа со 6 победи од 6 одиграни надпревари и со само еден загубен сет, со тоа што заслужено се најдоа на врвот во есенскиот дел. Нивната цел продолжува и во 2017 година да бидат шампиони на Македонија. Продолжуваме понатаму со спортските настани кои одбележаа 2016-та. Повеќе од успешна година и за кикбокс клубот Гладиатор од Штип. 2016 година ќе остане запаметена по големиот број освоени златни медали. Повеќе од успешна година и за кикбокс клубот Гладиатор од Штип. 2016 година ќе остане запаметена по големиот број освоени златни медали на домашни меѓународни и европски надпревари. Покрај успешните резултати, тренерите од Гладиатор одлучија да отворат и нов клуб во македонска Каменица во потрага по нови таленти. Нивната желба за 2017 година е да настапат на светско првенство. По повеќе од една година откако се формира клубот Самурај, во текот на 2016 година се соочија со голем број предизвици, како на домашни, така и на меѓународни турнири, но сепак има успешна година.
По повеќе од една година откако се формира клубот Самурај, во текот на 2016 година се соочија со голем број предизвици, како на домашни, така и на меѓународни турнири. Повеќе борци од клубот, меѓу кои тренерот Мирза Сендик, освоија повеќе први, втори и трети места. Во клубот членуваат околу 15 борачи кои изучуваат зафати од џудо, борење и карате, односно се изучуваат сите боречки вештини. А 2016 година боречкиот клуб Балканец од Штип покрај останатите турнири годината ја заокружија со спектакуларен турнир кој го организираше клубот наречен Трофеј Штипски боречки асови. 2016 година боречкиот клуб Балканец од Штип покрај останатите турнири годината ја заокружија со спектакуларен турнир кој го организираше клубот наречен Трофеј Штипски боречки асови. На вториот меморијален меѓународен турнир во борење за пионери и кадети во Штип учествуваа борачи од речиси сите клубови во Македонија, Бугарија и Косово. Според бројот на учесници, овој турнир може да влезе во книгата на рекордите за Гинис. Во Штип продефилираа за еден ден преку 160 учесници. Ваква масовност на борачи на едно место одамна не е забележана во Македонија, па и пошироко. Овој турнир покажа дека сепак со оптимизам во иднина треба да ги очекуваме резултатите на борачите. Во 2016 година трага остави и боксот. Во организација на боксерскиот клуб Пинк Пантер во Штип се одржа меморијалниот турнир во бокс наречен Јордан Мјалков. Во организација на боксерскиот клуб Пинк Пантер во Штип се одржа меморијалниот турнир во бокс наречен Јордан Мјалков. По втор пат најдобрите и најквалитетните боксери од Македонија и регионот ги одмерија силите во Штип, а Никола Арсов од боксерскиот клуб Пинк Пантер по втор пат го освои меморијалниот меѓународен боксерски турнир Јордан Мјалков. – 2016 година успешна и за фудбалерите од фудбалскиот клуб Постолов Пандев од Штип покрај останатите резултати. 2016 година ќе остане запаметена по настапите на меѓународниот младенски турнир што се одржа во градот Дортмунд, Германија. 2016 година успешна и за фудбалерите од фудбалскиот клуб Постолов Пандев од Штип покрај освојувањето на повеќе домашни купови, меѓу кои купот во Караорман и Беласица. Младите фудбалери начело со нивните тренери Борче Постолов и Драган Арсовски 2016 година ќе паметат по настапите на меѓународниот младенски турнир што традиционално се одржува во градот Дортмунд, Германија.
А 2016 година ја одбележаа и студентите на УГД кои учествуваа на универзитетските спортски игри во Антверпен, Белгија. Во 2016 година 20 студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип учествуваа на универзитетските спортски игри во Антверпен, Белгија. На овие игри учествуваа повеќе од 50 универзитети од над 30 европски држави. Целта на овие спортски игри беше да се промовира спортот како начин преку кој ќе се стимулира меѓусебната комуникација, соработка, пријателствата, како и меѓусебното дружење. И последниот настан, почитувани гледачи, за 2016 година, кој што го одвои Канал Плюс телевизија, штипјанката Драгана Стојанова го освои првото место во фрлање ѓуле со тоа што стана државен првак во оваа категорија. Во мај 2016 година се одржа 10-та средношколска спортска манифестација, Гимназијада 2016. Во повеќе спортски дисциплини се надпреваруваа околу 1000 ученици од 60 училишта. На оваа гимназијада учество зеде и младата штипјенка Драгана Стојанова, која го освои првото место во фрлање ѓуле, со тоа што стана државен првак во оваа категорија, а со остварен резултат од 9,99 метри. Инаку Драгана Стојанова е и позната ракометарка, која што играше за женскиот ракометен клуб Кожувчанка од Штип, а во моментот игра за ракометниот клуб Овчеполе од Свети Николе. Почитувани гледачи, ова беа топ 16 настани, спортски настани и резултати кои што ги освоија нашите најдобри спортисти од Штип и секако од цела Источна Македонија. Јас ви благодарам на вниманието, ви посакувам уште еднаш да имате среќна нова година. Се гледаме повторно наредната недела во истиот термин, 20 часот и 30 минути. Пријатно!